Здраво. Некои луѓе доживуваат некое внатрешно будење и интуитивно сакаат да научат да медитираат. Тие што ќе се разбудат, што сакаат да научат медитација, кои апсолутно не знаат што е тоа медитација, сите тие луѓе треба да научат да медитираат. Бидејќи кај нив се разбудило нешто, интуитивно знаат дека покрај оваа свест која имаме со нашиот интелект, постои некоја друга подлабока свест. Тоа е доволно човек да почне да трага и да учи да медитира. Значи тоа се вика духовно трагање. Меѓутоа не е баш лесно да се научи медитација. Самата медитација е многу лесна и природна активност, кога умот потполно се смирува, емоциите се смируваат, дишењето се смирува и одеднашка од оваа состојба на свест идеме во некоја друга состојба на свест за која не сме биле свесни дека постои. Значи натре во нас постои комплетно друг свет кој не е поврзан со нашиот интелект. Значи ние живееме погрешен живот. Живееме живот кој е поврзан со нашите мисли и искуства, што ни се случило во текот на денот, не креира нас како личност, како нешто за што ние го замислуваме дека сме. Меѓутоа, позади сите искуства на нашиот живот постои нешто длабоко, тивко и драматично поубаво од ова што го гледаме надвор. Нашето јаство е само нашите искуства. Нашите искуства во животот не формираат каква одредена личност сме ние и што сме ние. Меѓутоа, за жал, немаме секогаш позитивни искуства во животот. Имаме позитивни акции, имаме негативни акции. Негативните акции не креираат како негативна личност. Позитивните акции не креираат како позитивна личност. Меѓутоа, ние немаме секогаш контрола врз нашите акции, значи како живееме, што правиме и што ќе произлезе од сето тоа. Значи медитацијата е обратно, не е поврзана со нашата надворешна акција, туку е наша внатрешна акција која е потполно под контрола. За да медитирате, морате да воспоставите потполно контрола врз вашиот систем, врз вашиот ум, врз вашите емоции и врз вашето тело. Кога тие три системи ќе се стават под контрола, ќе добиете увид точно како функционира телото, како функционира умот, како функционираат емоциите, тогаш ќе дојдете до вашата душа, односно до вашата совршена природа, до вашата божанска природа или до Бог,